да ставиме едно дрво и да го разгориме огнот на животот со познат настан од монашкото предание. Млади монаси дошле да живеат во манастир во кој веќе живееле неколку возрасни монаси, старци, кои што биле неписмени. Своевремено растеле без струја и биле научени да живеат со ламби и свети. Во храмот, никој од помладите монаси претходно немал запалено свети, но тие 2-3 старчиња влегле и почнале да ја читаат службата. Ете ги по нив влегуваат и другите монаси. Ги гледаат старчињата и ги прашуваат: како воопшто читате при целосен мрак? Па зар не ја гледате светлината? Прашуваат старчињата и им велат на монасите: добро, оваа светлина не ја гледа целиот свет. И што да одговорат сега монасите, кога за жал сите луѓе во светот не ја гледаат таа светлина? Животот на човекот општо може да помине во површната незаинтересираност. Се чини не постои полошо нешто од таквата незаинтересираност. Затоа преданието нагласува да ја отфрлиме незаинтересираноста и да бидеме како поетот кој вели: по земјата чекорам и држен сум од небото. Тоа е исходот од безизлезите на животот. А еден друг поет додава, поставувајќи го прашањето: до каде може да стигне некој патувајќи? И одговара: до најубавата земја која што е внатре во нашите срца. Незаинтересираноста го убива изненадувањето и восхитот од малите и прекрасни нешта, но ја уништува и радоста помеѓу луѓето. Та сега човекот што не знае да се восхитува, полека умира од едно огромно зевање. Прашуваат еден теолог: која е смислата на животот? А тој вели: да направиме Бог да се насмее, а не да живееме со една собствена проекција за Бога како гнев, како лутина и како други психолошки проблеми. Се чини потребен е нов почеток, ново откривање на другиот. Го прашале светиот Пахоми, кој толку долго живеел во пустината: имаш ли видено чудо? Тој одговорил: се разбира дека имам видено. Човекот е најголемото чудо. Светотаинскиот начин на постоење во соборната православна црква повикува да го зграпчиме животот со сите сокови негови и низ изненадувања и восхит одново да го откриеме другиот, човекот, во нашите животи, за да се покажеме вистински луѓе на Христа, во Бога Отца, преку несоздадената благодат на Светиот и живототворен Дух.